Да ви кажам право, јас сум под завод, невработен. За гласање дома доаѓаат гласање, а после не те ферма, али имаш да јадеш, али имаш да платиш сметки, како ќе живееш. Никој не се интересира за човекот. За гласањето секој трчи. За гласање трчаат. Трчи, пиши. Ај куде те вога, ај куде онога. А после не те ни познават. Треба сметки да се платат. Вода, струја. Од кај да платим кога сум под завод невработен? А ми носи сметки. Од кај ја да ги платим? Од кај да јадем? Идем у црква, у Ѓорче јадем. Овде што носат позади мајка Тереза. Да се преживее. Сами се снаоѓаме. Треба да поводи поголема грижа владата за сиромаштијата. Они за све се интересираат, за сиромасите не се интересираат. Што сме останале ние без работа. 20 години сум работел под завод да киснем сега. Без динар, без парче леп. Само ако не се снајдеш, готово умираш. Како што мои колеги изумреа од радуша. Пола умреа луѓето од нервози, од секирации. И маж и жена биле запослени, двојцата истерани под завод. И покрај се, да речеме, пензионерот 5% добива, студентот студентски згради, не знам ово, не знам она. Меѓутоа, не е тоа, задоцнето е. Ние се наоѓаме се уште на спореден колосек. Знаете, вагонот Ориент Експрес го гледате овде во Скопје. 40 години на спореден колосек. Така и Македонија се наоѓа уште на спореден колосек. Жалосно е за овој македонски народ уште да страда, да пати. Жалосно е студентот и младиот човек да бара парче леп и 100 денари од таткото пензионер. Значи ги трошат пензиите од родителите, од бабите, од дедовците. Тоа ли е стандард? И затоа мислам дека треба да дојде до промена на власта, да дојде нова власт. И ако таа власт не е способна, не работи за македонецот, и таа нека си оди.